Кога станува збор за женските права, не постојат политички бои, туку женска солидарност. Ова беше пораката што ја упатија учесничките на денешниот работен состанок во рамки на одбележувањето 16 дена активизам против семејно и родово базирано насилство. Чекор понапред е донесувањето на новиот закон против семејно насилство кој веќе се наоѓа пред пратениците. Опозицијата може ке интервенира амандмански, но нема да го кочи носењето на законот, рече пратеничката од ВМРО-ДПМН Ели Панова. Кога станува збор за жртви на семејно насилство или сите родови прашања, не постојат политички партии, тука жените едноставно сите сме силни во своите намери дека сакаме да помогнеме, особено за женските права, се разбира. Во клубот на пратенички кој што е во рамките на собранието, за жал се уште не почнал да функционира правилно, меѓутоа имаме некои првични разговори во врска со тоа и се надевам дека најбрзо ќе профункционира. А кога станува збор за законот кој што е за семејно насилство, се разбира дека и од страна на опозицијата истиот го разгледавме, бидејќи станува збор за закон кој што е со побарање и со подршка и на невладините и како последица на ратификацијата на Истанбулската конвенција, се разбира дека ние би интервенирале нешто во него амандмански доколку сите вие сметате дека има потреба за тоа. А некакво кочење или се разбира во зависност на тоа како ќе следуваат следните настани во собранието од наша страна, се разбира дека конкретно за овој закон не би требало да има. Поранишната пратеничка и советничка член на Општинската организација на СДСМ Катерина Кузмановска посочи дека семејното насилство и темата за родово базирано насилство е заштита на човеково право. И понатаму ќе останат активни и ќе лобираат за подобрување на статусот на жените жртви на семејно насилство. Сметам дека овие 16 дена активизам се слуша само една поттик да ние го претвориме тоа во 365 дена активизам. И општеството кое што веќе можем да кажем дека е сензибилизирано, родово сензибилизирано, го надградиме и го направиме општество во кое што ќе градиме еднакви можности меѓу мажите и жените. Темелот на она кој што денес дискутиравме, а тоа е домашното семејното насилство, е всушност заштита на основното човеково право на жената и темелот е градењето на еднаквите можности меѓу мажите и жените. Јас сметам дека општина Струмица оддавна ја формираше првата комисија, нели, таа за еднакви можности меѓу мажите и жените и работи на тоа, нели, родова еднаквост и родово буџетирање. Меѓутоа сметам дека со ратификацијата на Истанбулската конвенција во 2017 година веќе постои една правна институционална рамка која што со новиот закон кој што е во собраниска процедура ќе овозможи да сите институции се вклучат во решавање на проблемите кои што се однесуваат на овие жени сместени во шелтер центрите. Огромна благодарност до невладините организации и се разбира, се надевам дека во иднина, со вклучувањето на сите институции, во законски рок, ќе бидат решени и од Министерство за здравство, заштита на здравјето, и Министерство за образование, медиумите како чинители, Министерство за внатрешни работи, Министерство за правда и се разбира основниот носител Министерство за труд и социјална политика. Работниот состанок беше организиран преку Сдруженијето на граѓани Sky Plus, Центар за заштита на жртви од семејно насилство и Општина Струмица, кои заеднички ги спроведуваат активностите во кампањата против семејно и родово базирано насилство.